На македонската економија и се заканува многу полоша иднина, дури од тоа што го предвидува Светската банка во последниот извештај, коментираат домашните експерти. Според нив стопанството е пред провалија и може да падне во рецесија. Ризикот од стагфлација, односно намалување на производството при зголемување на цените, е голем. Главното прашање што треба да се направи за да се справиме со овие проблеми, и тука мислам дека владата целосно потврла, ја тоа стално го кажувам веќе 6 месеци назад. Првата грешка што ја прават е што воопшто не се обидуваат да ја контролираат инфлацијата. Она што мора да го направи владата е да воведе ценовни контроли, односно да ги замрзне цените на основните прехранбени производи. Второто што мора да го направат е да ги замрзнат и цените на нафтените деривати. Нафтените деривати се исто така многу поскапени. Второ што мора да го направат е да ги покачат платите на работниците. Не може тие со декрет да ги покачат платите на сите работници, но може да ги покачат платите во јавниот сектор, тоа што го бара синдикатот веќе пола година и што тие тврдоглаво го одбиваат. И третото што мора да го направат е поголеми државни трансфери, односно социјални трансфери, особено за најсиромашните и најранливите. За предупредувањето на Светската банка не е изненаден ниту екс-министерот за финансии Джевдет Хајредини. И тој смета дека не очекува низок економски раст, кој што ќе биде проследен со висока инфлација. Ваквото предупредување треба сериозно да се свати, бидејќи рецесијата според последниве економски случувања е се поизвестна. Во извештајот на Светската банка, меѓу другото, пишува дека инфлацијата достигнува историски нивоа и најмногу ги погодува сиромашните. Поради тоа фискалните политики мора да ги таргетираат најранливите категории. Проекциите за раст се намалени на 2,1% годинава и на 2,7, односно 2,9% во следните 2 години. Со тоа Македонија е меѓу најлошо рангираните земји во извештајот. Зад нас се само Украина, Русија, Белорусија и Молдавија, земји или директно вклучени во војната или на самата граница. Лидерот на опозицијата смета дека сето ова е очекувано после како што вели погрешните економски политики што ги води власта. Ние за стагфлацијата, односно низок раст и висока инфлација зборувавме уште пред неколку месеци, нели? Така беше. И кога предупредувавме на тоа, никој не го сваќаше тоа сериозно, но еве денеска за жал тоа не се случува. Стагфлацијата е практично последица на лошото менаџирање. Од владата пак се правдаа дека сето ова било последица на војната и на пандемијата. За фискалната политика е задолжена владата, за монетарната политика е задолжена Народната банка. Во однос на стагфлацијата тоа не се однесува само на Северна Македонија, значи вие ако го читате извештајот за Северна Македонија, тогаш можете таа претпоставка да ја видите, но ако ги читате извештаите и за другите земји, тогаш ќе ја најдете истата претпоставка. Во извештајот се предупредува и дека во услови на сериозни надворешни шокови Македонија има ограничен простор за натамошни задолжувања, со кои би им се помогнало на граѓаните и на стопанството. Светска банка наведува дека јавниот долг годинава ќе биде 59,4% од бруто домашниот производ, а во следните две ќе продолжи да расте и ќе достигне 59,9, односно 61,4%.